Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Што да вежба? Да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Добар ден, драги пријатели, добро дојдовте во денешната епизода. Јас се облеков во ваков аутфит и на куси ракави затоа што ќе зборуваме денеска за масти, за едно многу интересно прашање кое што ми беше поставено и за кое што знам дека многу од луѓето се во дилема, а тоа е колку практично мастите можат да држат ситос и како треба да бидат застапени во исхраната. Од многу од луѓето користиме оправдување и алиби дека треба да јадам мрсно затоа што мрсното држи. Искрено таа поговорка важела, но не значи дека важи и денеска, а важела за нашите можеби баби и дедовци кои што имале тотално поразличен начин на живот, а тоа значело дека по цел ден биле на нива, додека времето кое што било потребно за да дојдат до нивата било малку подолго од денешното, затоа што немале такси, немале коли, многу тоа го правеле можеби со точаци, со магариња, со коњи, пешки и така натаму и била потребна енергија. И зошто владеело тоа мислење дека мастите држат и зошто можеби јаделе лепи сало и зошто можеби јаделе премногу мрсна храна, затоа што ако ги гледаме мастите како еден макронутриент заедно со протеините и јаглехидратите, во еден грам масти има некаде нешто повеќе од дупло калории, за разлика од протеините или јаглехидратите кои што имаат многу помалку калории. И затоа во старо време, односно нашите баби и дедовци, за да го издржат напорниот ден со физичка работа, можеби дали ако не знам се работи за работа по дома и во двор или се работело за работа на нива и така натаму, било потребно многу енергија и затоа се јаделе многу масти. Од друга страна денеска сето тоа е повторно прифатено и многу од луѓето кои што можеби се гурмани и уживаат да јадат ребра, мрсна храна и така натаму и премногу кондиторска храна која што изобилува со масти, си го користат тоа оправдување, па лично и јас за себе си го користев дека маш без 100 кила не е маш и дека тоа се е капитал и така натаму, но верувајте на дол крок тоа е многу погубна филозофија и теорија, затоа што денеска начинот на живот е многу поразличен. Ретко кој од нас троши толку калории како што трошеле нашите баби и дедовци. Ретко кој од нас има толку физичка работа како што имале нашите баби и дедовци и ретко кој од нас има толку квалитетна исхрана, без разлика што има било порано висококалорична исхраната, ретко кој од нас има високонутритивна и вредна исхрана. Што тоа значи? Дека калориите сами по себе не биле толку важни, не се ни денеска важни. Многу е поважен составот на тие калории. Што во превод тоа значи? Дека нашите баби и дедовци јаделе многу масти, но тие масти потекнувале од дворот. Тие масти биле од можеби прасето кое што го одгледувале самите они. Тие масти можеби биле од живината која што одгледувале тие сами. Тие масти биле од јајцата кои што ги имале во дворот тие сами. Многу од работите ги имале сами нашите баби и дедовци. За разлика од тоа денеска, ние купуваме. Ретко кој од нас има можеби во дворот и ретко кој од нас се храни од домашно производство. А она што денеска го нуди недомашното производство не е баш квалитетна исхрана како што тоа било понекогаш. И од друга страна мастите кои што денеска ги внесуваме се во драстично различен баланс во смисла на заситени наспрема незаситени масти. Заситени масти има во храната од животинско потекло, млечни производи, јајца, месо, незаситени масти има во масните риби, имате во јатки, во семиња и така натаму. Запрашајте се колку можеби јаткасти плодови јадете, наспроти колку можеби јадете животински производи, а да не зборуваме за тоа колку јадеме ние луѓето денеска кондиторска храна која што па има едни други масти кои што се викаат трансмастите. За разлика од заситените и незаситените масти, трансмастите се вештачки произведени масти, кои што телото и нашето ДНК не ги препознава и се број еден причинител на многу дегенеративни и хронични заболувања, почнувајќи од кардиоваскуларни, второ ракови и така натаму, работи за кои што не ни сакам да зборувам, а секој од нас е свесен. Затоа
филозофијата дека мастите држат е точна, но филозофијата дека треба да ги јадам затоа што сум маж и затоа што моите баби и дедовци така правеле и не им било ништо и биле здрави, е окей, но запрашете се колку од физичката активност која што имале вашите баби и дедовци ја имате вие денеска и колку од мастите кои што вие денеска ги внесувате си истите оние кои што ги внесувате, кои што ги внесувале вашите баби и дедовци. Се надевам добивте супер вредност, се надевам дека ми ги разбравте поентите и се надевам дека не ме разбравте дека треба да исклучите се од исхраната и дека не треба да одите по кафани, дека не треба да јадете ребра. Јас овде зборувам за баланс, не зборувам за исклучување на работите кои што можеби вие ги сакате. Обидете се да го направите тој баланс и ќе видите какви резултати ќе добиете. За тука денеска завршуваме. Ве оставам во здрави навики. Ве поздравувам, ви заблагодарувам што не следите, користете го хаштагот AskJosif, поставувате прашања, се што знам ќе ви одговорам и се гледаме во наредното издание. Пријатно!